Пријави депонија во Комуналец. Ваква акција спроведува Струмичкото комунално предпријатие откако во јавноста се создаде силен притисок за справување со дивите депонии. Општината вели дека од почетокот на годината исчистиле 33 локации со големи диви депонии, но дека половината повторно се обновени. Градоначалникот Јаневски смета дека граѓаните мора да разберат дека чистењето нема да има ефект без почитување на околината, туку само ќе се трошат средства од општинскиот буџет. И тука е апелот да се свати дека тоа не е оврска само на некој друг, тоа се наши пари кои ние ги трошиме на непродуктивни, би кажал, трошоци, непотребни. Настрана тоа што активираме таму луѓе кои што би се занимавале со нешто друго, со одржување на хигиената, со хортикултурно уредување, не знам, со многу би кажал, по убави активности или по корисни активности за општината. Агроекспертите велат дека депониите се сериозна закана за животната околина. Над 100 локации со големи диви депонии, колку што се претпоставува дека има во Струмичко, се закана за контаминација на регионот. Вие знаете дека може и често луѓето ги фрлат во депонии, во реки, а сето тоа водите го перат, го носат со себе. Освен што се загадува воздухот, се загадува водата, воедно и почвата. Истите тие води ние ги употребуваме за наводнување. Дол течението што е реката Струмешница се употребува за наводнување површини лево или десно, колку што е на дофат. Голем дел од отпадот е од растително потекло и според агрономите може да се преработи во ѓубриво, а да не биде загадувач. Најголем дел од депониите се наоѓаат покрај патиштата веднаш до обработливите површини, со што стануваат закана за загадување и на плодната почва. Најефикасен начин за намалување на растителниот отпад, освен компостирањето, е и неговото заорување во нивите, со посебни машини за ситнење на отпадните растенија и плодови.